студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Забрзување на економскиот раст, дигитални програми, иновации за економија подготвена за иднината, усогласување на економскиот потенцијал на земјава со паметни инвестиции, примена на вештачка интелигенција, враќање на инвестициите и улога на диаспората во националниот раст ќе бидат во фокусот на самитот Македонија 2025 што ќе почне денеска во Скопје. Економските експерти, поранешни сегашни министри и министри на земјава и остранство, како и експерти од научната заедница од повеќе држави ќе говорат на панел дискусиите на самитот, на кој се очекува да присуствуваат околу 550 гости. Официјалниот дел на самитот ќе го отвори Виктор Мизо, председавач на одборот на директори на Македонија 2025 и Никица Мојсовска-Блажевски, извршна директорка на Македонија 2025. Кога станува збор за говорниците, секако надвор од политиката, економската визија и лидерското патување на премиерот Христијан Мицовски е насловот на првиот панел на кој ќе говори и самиот македонски премиер Мицовски. Владината приказна на Таравари дефинитивно е завршена, откако изјави дека природно било Алијанса да биде дел од опозицијата. Премиерот му посака добро здравје, засега неизвестно е само дали министрите од неговата партија си одат од владата или некој ќе си оди од Алијанса на албанците. Дали Таравари како опозиционер ќе се приближи кон СДСМ, од каде доби покана, останува исто така отворено прашање. Таравари дефинитивно излегува од владата. Мицкоски му посака среќа и добро здравје. Следната недела вели дека ќе го покани на проштална средба. И премиерот е изненаден од одлуката на Таравари да се врати, како што вели, во прегратките на Дуи. Јас можам само да му посакам среќа и се надевам дека ќе имаме една завршна средба во текот на следната недела на која што ќе сумираме што е тоа што е направено и да му посакам пред се добро здравје. Тоа е она кое што на сите нас ни е најважно. Морам да кажам дека најмалку што очекував е да се врати назад во прегратките на Али Ахмети и останатите, но тоа е сепак негова одлука и убеден сум одлука на малкумина и дека тоа не е одлука на членството на Алијанса за албанците и на голем дел од луѓето кои што се дел од оваа влада. Честно беше и доблесно самиот тоа да го направи, да не ја влече владата за нос и граѓаните, но ете, полека, но сигурно станува јасно дека тој се враќа назад во прегратката на сите оние кои што повеќе од 2 децении ја пустошеа, ја криминализира, ја ограбува, ја фрлија Македонија на колена. Мицкоски не одговори дали чекорот на Таравари ќе го следат сите петмина пратеници и високи функционери од крилото на Алијанса, но вели дека и без нив мнозинството е стабилно. Дали тоа значи и што значи времето ќе покаже? Владата е стабилна, владата има близу 2/3 поддршка во парламентот и владата е посветена само на една работа, а тоа е проекти и реформи и одлучна борба против криминалците и корупцијата, за жал против оние на кои што за жал им се придружува Арбен Таравари. Дека на Алијанса ќе биде подобро во опозиција, вчера вечер порача и самиот Таравари при отворањето на нов партиски штаб во Скопје, потврдувајќи дека довербата во владината коалиција е мизерна. Сепак Таравари целосно ја отфрли можноста Алијанса да стане дел од Европскиот фронт на Дуи и останува на ставот дека на претстојните избори ќе настапат со своји советнички листи. Покрај со Мицкоски, Таравари следната недела ќе се сретне и со лидерот на СДСМ Венко Филипче, но без детали дали од оваа средба може да произлезе и нова соработка за локалните избори. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Али Ахмети и Дуи, откако сменја неколку политички реторики, сега најавуваат нова. Ахмети почна јавно да ги застапува тезите на некои академици од Албанија за античките врски и корени на албанците со Александар Велики и средновековната византиска историја. Али Ахмети со нова политичка реторика од позиција на опозиционери ја застапува тезата дека албанците имаат антички корени на овие простори. Во говор пред поддржувачите од Струга тој зборува и дека се што е на Балканот од средниот век било дел од албанската историја. Меѓу личностите кои ги вбројува се и Константин Велики и Јустинијан I, како и основачот на Охридската архиепископија. Ахмети вели треба да им биде јасно на сите дека албанците придонеле за културата на Балканот, Европа и светот. Tash nuk duat të hyje dhe të bëj historinë e gjuhës shqipe në shekuj, pe kur është përdorë dhe si është përdorë. Para më duhet ta dim se ne kemi
jemi kontribus qoftë në kulturën e Ballkanit, qoftë në kulturën e Evropës, qoftë në kulturën e botës. Ta zëm nga Konstantini i Lashtë, që është i yni, është Origjin, është ADN e jona, Justiniani, Gjergj Dibrani, themelus i kishës i arcipeshkvisë Sohri. Po ne nuk hiqemi që ne i kemi dhënë kulturës europiane, sepse atëherë kemi qenë kosmopolit dhe kemi kontribuar për të gjithë njerëzimin. Ова не е непозната реторика за дел од албанските академици од Албанија кои веќе подолг период застапуваат вакви тези, но за прв пат се случува да ги зборува јавно политичар од Македонија. Дека ова не е ништо друго освен протежирање на ултранационалистички идеи кои се користат од повеќе држави на Балканот, оценуваат аналитичарите. Секој националистички шовинизам секогаш пледира да ги докаже своите корени дека тие се најстар народ, говорат најстар јазик. Имаме, да речем, дури трагикомични, па и би рекол психијатриски случаи од, не знам, ултранационалистички срби или ултранационалистички бугари кои докажуваат дека, не знам, србите се најстар народ во светот. Дефинитивно небулози кои историската наука ги отфрла. Исто така мислам дека и овие тези со кои лидерот на ДУИ настапи, каде што одредени видни историски личности на Балканскиот полуостров им дава етничко албанска нота, односно дека тие биле од албанскиот етнос, не се прифатени во светската историографија. Ваквиот говор на Ахмети го оценија како чајнички обид за привлекување на гласачкото тело. ДУИ моментално е детето од Катран, политички е маргинализирано од сите политички представени партии во Македонското собрание, говорам тука ВМРО, ДПМ, не знам, дури опозицијските СДСМ и левици, веројатно тоа создава нервоза кај долгогодишниот и единствен деценијски лидер на ДУИ Али Ахмети, па заради тоа тој се повеќе ќе се приклонува кон се повеќе радикални изјави, со кои смета дека на тој начин ќе го држи националистички гласачкото тело. За историчарите ваквите тези се чисти измислица бидејќи се целосно спротивни на историски потврдените факти. Токму историјата говори спротивно дека албанците не се дел од етносот кој живеел на овие простори и нивното населување е неколку века подоцна. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Македонија ќе поддржи формирање на меѓународен суд за војни злосторства во Украина. Министерот Муцунски вели дека поддршката е во насока на почитување на меѓународното јавно и хуманитарно право. Специјален суд со седиште во Хаг да ги гони војните злосторства на Русија во Украина. Европската унија и сојузниците дадоа зелено светло за формирање на меѓународен трибунал кој ќе ги гони високите руски функционери за војната против Украина. Иницијативата доби поддршка и од Македонија, а како што вели министерот за надворешни Муцунски, тоа е направено во насока на почитување на меѓународното јавно и хуманитарно право. Тоа го правиме во целосна комуникација и координација со сите наши стратешки партнери во делот на надворешната политика. Зошто нашата држава станува дел од тој процес? Тоа што нашите граѓани треба да го знаат е дека почитувањето на меѓународното јавно право и на меѓународното хуманитарно право е едно од клучните и најзначајните алатки, посебно за малите земји како што е нашата држава. Принципилно поддржуваме таа иницијатива, принципилно ги поддржуваме сите иницијативи кои што се насочени кон афирмација на меѓународното јавно право. Повеќе од 30 министри за надворешни работи и дипломати од Европа и партнерските земји ја подпишаа декларацијата за формирање на војниот трибунал, кој треба да ја истражува руската агресија. Идејата се очекува да добие поддршка и од Соединетите Американски држави, кои по доаѓањето на Трамп ја повлекоа поддршката. Знае политиката некогаш да биде помоќна од правото. Но тоа не значи дека ние како држава не треба конзистентно да стоиме позади принципите кои што ги застапуваме.
времето ќе покаже дали ќе успее во своите цели оваа наша иницијатива, која што е колективна, но ние сметаме дека тоа е вистинскиот чекор кој што треба да се направи во актуелниот геополитички контекст и ќе повторам нешто што веќе го кажав, сепак и од политичка гледна точка внимаваме да сме добро координирани при носењето на овие одлуки. Судот за воени злосторства е предвидено да брои 15 судии со мандат од 9 години. Седиштето ќе биде во Хаг, каде веќе се наоѓаат неколку меѓународни правни организации. Судот ќе го основа Советот на Европа, а според проценките, вкупните трошоци за неговата работа ќе изнесуваат 1 милиарда евра. Пресудите ќе можат да бидат носени и во отсуство на обвинетите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски ќе оди во Кочани на средба со роднините на загинатите во дискотеката Пулс. Не добил официјална покана, но вели дека нема проблем да оди таму, откако тие одбија да дојдат во владата. Жалам што е таква одлуката. Немам проблем јас да заминам и да поедам во Кочани. Апсолутно, и ќе сторам и како што правев до сега се за да им помогнам онолку колку што можам да им помогнам. Но исто така морам да кажам дека сум имал покана да поедам таму и на ваков состанок да поразговарам е лага, такво нешто нема. Но еве, без разлика, ако е ова покана, еве кажувам дека ќе поедам во Кочани и ќе разговарам.